Денеска Државниот инспекторат за земјоделие се наоѓа на терен овдека во Струмица, така ли е, во најземјоделскиот крај, кај што се произведуваат најквалитетните домати и други зеленчуци, раноградинарски производи, со цел да расчистиме некои дилеми кои се појавува во изминатиот период. Зошто баш денеска? Заради тоа што денеска ги добивме официјално резултатите од лабораториите. Значи, да не зборуваме напамет, него едноставно да имаме конкретни показатели, јасни факти и докази во рацете, за да можеме да бидеме сериозни и одговорни. Ќе наведам податок само дека до сега од Република Македонија, кога се доматите во прашање, се извезени 2482 пратки. Или, ако го претвориме во килограми, тоа е 30 милиона килограми домат е извезено надвор од државата, или 1500 камиони или шлепери. Само са вратени 4 камиони, и тоа 3 са вратени од Белорусија, еден е вратен од Русија, и тоа тие са вратени на 24.10, 2 камиона, 27.10 еден камион и на 1.11 еден камион. Значи вратени са токму сега во овој период, кога со образложение дека се наоѓа присуство на тута апсолута на самите домати, но морам да кажам дека тамо не е земена мостра и немаме лабораториски показатели ниту од Белорусија, ниту од Русија. Едноставно са вратени пратките назад без лабораториски доказ дека е потврден наодот на овој инсект или штетник. Кога кажувам се работи за инсект или молец, ќе појаснам на слушателите, тоа е обична една пеперутка, јужноамерикански молец е поточно називот негов, кој врши оштетување на доматот по сите сегменти, и во коренот, и на стеблото, и на листот, и на цветот, и на самиот плод. Но она што е важно, тој не лачи микотоксини. Значи, ларвата на ова пеперутка не лачи микотоксини и не е таков домат која се конзумира, кај што присуствува таа пеперутка или имало ларва, не предизвикува опасност по здравјето на луѓето. Значи, уште еднаш ќе кажам, ларвата не лачи никакви микотоксини. За разлика, за споредба, црвот или ларвата во јаболкото лачи микотоксини, па никаде немаше таква врева. Морам да кажам, се поставува прашање како се случило да излезе надвор. Овој инсект не се наоѓа, значи тута апсолута не се наоѓа на листата, на националната листа на карантински штетни организми. Нити се наоѓа на листата на Европска унија како карантински штетен организм. Може би, не сум сигурен, се наоѓа на листата во Русија и Белорусија, и затоа е причината да се може би вратат отаму доматите, кај што кажувам уште еднаш без доказ дека тамо бил присутен инсектот. По доаѓањето на камионите во Република Македонија, како одговорна институција, ние зедовме мостри. 2 мостри зедовме од тие пратки кои беа вратени и ги однесовме во акредитираната лабораторија, за да имаме веродостојни резултати при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. И отаму беа проследени на разгледување исто така дополнително на дисперзираниот земјоделски факултет во Струмица, бидејќи тука се наоѓа професорот Душан Спасов, кој е експерт од оваа област, и добивме резултати кај што само ќе извадам еден сегмент и вие може да го видите, нема присуство на ниту еден развоен стадиум во внатрешноста на плодот од домати од тута апсолута. Имаше оштетувања од копривиното пајаче или се работи за оштетување од доматиното пајаче. Значи, тоа се инсекти, така да во овие пратки кои беа вратени, немавме сигурен доказ дека се работи за тута апсолута. Јас ќе ви извадам и ќе ви покажам ова листа, не знам колку ќе можете да ја зумирате. Ова е листа или карта на дел од Европа и овие сите ознаки што ги видите е присуство на тута апсолута како инсект во овие земји. И ако гледате ова заокруженото е Турција, кај што ние во сезона кога немаме наше производство везуваме токму најголема количина на домат од Турција. Доказ дека нема никаква паника, никаква врева, не се крева, бидејќи
може да имаме помал принос, може да имаме домат со полош квалитет, меѓутоа секако дека нема да имаме домат кој ќе биде штетен по здравјето на луѓето. Уште еднаш потенцирам, тута апсолута како паразит, односно инсект, не предизвикува никакви штетни последици по здравјето на луѓето. Точни се информациите дека вратените домати од Белорусија и Украина, како што беше вчера објавено, 300 тони се пуштени на продажба на македонските пазари. Значи, јас кажав дека се вратени 82 тона и дека е неодговорно и неубаво да било кој медиум објави резултати без притоа да ги добие тие резултати од институциите или да консултира институциите. Значи, не е вратен контингент, нити са вратени 300, нити 400 тона, туку са вратени 82.613 килограма во тие 4 камиони, од кои ви кажав зошто са вратени, ние не најдовме. Значи, прво, кога ќе земе инспекторатот Мостра за анализа, се дава решение за пуштање на производот во продажба, така да не може да дојдат на домашниот пазар. Резултати од испитувањето на градинарските производи кои се дигат толку прашени таа недела, тие наредни 10-15 дена, нас како земјоделци ние биеме загрижени за опстанок, како прво това ќе се одрази на сите во Струмичкиот регион и по Република Македонија, пошто станува тука за економски интерес. Економскиот интерес не го гледаме ние само во доматите, да речеме како земјоделци, туку економскиот интерес покрај градинарството има и многу други вклучени релевантни институции. И така, како здружение, како Кукла градинар и како Васе Митушев, ги замолувам луѓето кои ги дадува изјавите да се извинат на граѓаните на Република Македонија, како прво на потрошувачите, кои голема прашање се дигна и околу самите потрошувачи на градинарските производи. Ние за тоа апелиравме многу пати и ние како здружение имаме анализи и претходно направено на нашите плодови, за тоа барам извинување од Ристо Вучков и од телевизијата Канал 5 да и апелирам во наредниот период да не се случуваат такви работи, пошто не е убаво и за нас како производители, не е убаво и за граѓаните на Република Македонија, а не е убаво и за извозната политика која се извезува нашите градинарски производи.